Во разговор со вработените слушнав дека фабриката представува долгогодишна традиција во производството на млечни производи. Посебно се радувам што со ИПАРД програмата Вардарец има долгорочна развојна цел и лани овде во индустријската зона во Јосифово го отвориле овој нов погон каде се произведуваат разновидни млечни производи. Ова е уште еден показател дека со помош на европски фондови нашите домашни компании може да го напредат и развијат сопственото производство. Вардарец е одличен пример за придобивките од ИПАРД програмата и за поддршката што ни ја дава Европската унија. Со помош на финансиската поддршка за земјоделство, Вардарец користи и субвенции за сопствено производство на земјоделски производи. Ова влада секогаш ќе биде ветер во грб и потпора на производителите, на компаниите и на бизнис секторот воопшто. Живееме во времења полни со предизвици, времења кои бараат брза адаптација и реакција. Јас сум одговорен човек, а владата која предводам умее да интервенира каде и како што треба, но во исто време одговорно да управува со јавните финансии. Затоа и донесовме пакет на мерки што ќе одговори на повеќето предизвици наметнати од економската и енергетската криза. Периодот очекувам стабилизирање на цените на основните прехранбени производи, затоа им помагаме на компаниите и со последниот пакет антикризни мерки, производителите на прехранбени производи ќе можат да склучат договори со СМ продажба за да користат поевтина струја. Нема поголем приоритет од справувањето со енергетската криза, заштитата на животниот стандард и одржувањето на ликвидноста на компаниите. Работиме одговорно, рационално, ги кратиме непродуктивните трошења, се со цел заедно да се избориме со оваа криза.